Со силно полициско обезбедување, 4 адвокати и голем јавен интерес започна судењето на Кадир Кара за убиство во Штип, на која судија е Јулијана Неткова. Обвинението стои на тезата дека во прашање е тешко, дрско убиство планирано со логистичка подршка, кое се случи на 8 мај оваа година во кафе-бар во центарот на Штип. И во текот на судскиот процес обвинителството ќе ја докаже одговорноста за сторените кривични дела. Од друга страна пак, одбраната тврди дека убиството се случило во нужна одбрана. Мојот властодател Кадир Кара се товари за сторено кривично дело убиство, а останатиот четврто обвинет Осман Метекан Кулдур за помагање по извршено убиство согласно член 24 од КАЗЕ. Денеска имавме прилика да видиме добро скоцкано обвинение од страна на ОЈО Штип, но за жал истото не е вистинито и не е реално, со тоа што ние како одбрана увидовме низа на пропусти во обвинението и сметаме дека ОЈО Штип со ваквото обвинение не докажува разумно сомневање дека ние како одбрана ќе докажеме вистината, спротивната страна дека ниту убиството е сторено со умисла, а ниту пак со извршителите, поточно помагачите, се помагачи во ова кривично дело. Ние денеска како одбрана, како бранител на двајцата обвинети, прво обвинетиот и четврто обвинетиот, денеска побарав да биде од кривичното дело сторено од крајна нужда или алтернативно побаравме да биде убиство на миг, со тоа што веруваме ние како одбрана дека ќе го докажеме тоа како навод и дека ќе продолжиме да бараме правната квалификација да биде во таа насока. На денешното прво судско рочиште беа презентирани личните податоци на обвинетиот за убиството и неговите 4 помагачи, од кои на обвинетиот Осман Метекан Кулдур, Кадир Кара, кој има само 21 година, досега во Турција бил осудуван за други кривични дела, исто како и двајца од неговите помагачи, додека останатите немаат судско досие. Следното судско рочиште е закажано за 19 декември со почеток во 9 часот и 30 минути, кога е предвиден распит на сведоците.